Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јаде Борек на Сител 3 телевизија. Денеска имам особена чест и задоволство да го поздравам еден од најзначајните културно-уметнички работници во Македонија, а исто време и директор, уметнички директор на Македонскиот народен театар. Тој е нашиот ценет господин Михајловски. Господине Михајловски. Господин Илковски. Добро вечер. Добро вечер. Сајонара. Добро вечер. Сајонара. Ос. Добре ве најдов. Многу ми е драго што се одзвав на вашата покана. Многу ни е драго што се одзвавте на нашата покана, друж директоре. Ни причинуе Дај ми уште. особена чест. Сега, ако сакаш порно ќе правиме, нема проблем. Сега. Ти знаеш како треба со директори. Па види, пред 15 години ти реков, стани директор, вика, Мене ми е јавно незгодно. у емисија ќе ти завршам работа. Мене ми е незгодно малце, а ти си вежбан. Ја од таа страна сум исто вежбан. Како стана директор, бе? Преку ноќ, вака. Да. Квалитетот се исплива на површина, Јанко, кога тогаш? Да. Доаѓа Джим Кери кај Джей Лено или кај Летерман и сега некој филм промовира. И му го пуштаат филмот, сцена од филмот и фриз фрейм. И он напред да го спушти, он фацата му е ваква. Као и обично. И он ја гледа вака и вика, ова е викала од аудицијата за филмот, вика. Вака е чари улогата. Така чари директорско место. Да. Може ли да се стане оваа држава директор без заслуги? Ти имаш ли бе некакви заслуги да си директор, бе? Тешко. Имам само 22 години работа у театар. Што е тоа 22 години работа ништо. у театар? Па ситница. 2-3 представи. Допрва ми предстои убавото. Љубовниците ме чекаат на кастинг. Појма нема, мене ме праша буквално дрско на едно прашање, како го одработили ти ова директорско место? Демек, усмисла, нели, овие политички случувања, зубна паста и такви работи. И викам, па да, најверојатно... најверојатно сум го одработил. Али у театар. Се надевам дека мојата политичка работа допрва не го виделе најдоброто од мене. Мислиш дека можеш да дадеш овде нешто? Што... Види вака, ја нема с краја дека кај отидам у политичари, меѓутоа политиката наметнува борби денеска. И поделеност, така. И не денеска, од секогаш било тоа така. Посебно кај нас у ова време. Значи, по подвоени, по размислување и по убедување, не сме били одамна. Поголем јас. Никогаш. Помеѓу македонецот, ние не паметиме. Добро. Во историјата ќе најдеме, нели? Но ние не паметиме, што сме живи. Што сме па живи, или и стариве овие, што имаат и по 80 години, пак не го паметат тој толкав јас. 48-ма. 48-ма, да. Поделеноста на која до ден денеска, нели, екзистира као ние. Така е. Немаме македонци од Егејска Македонија, ние егејци ни ги наметнале, така да ги викаме, нели, луѓето. Као да се од Марс паднат. Да, и тоа е едно од Не се последните македонци. поделби на македонците, нели, пирински македонци, егејски македонци И не отворање на у граници Албанија, додека ги бомбардираат. И сега внатре, значи после толку години ние успеавме да се доподелиме онака максимално, меѓутоа добро, знаеш како после секоја поделба најверојатно доаѓа големо обединување, бидејќи таа поделба носи големи неволји. Па јас се надевам дека многу брзо ќе заврши. Во таа смисла во политичката борба се уште го немаат видено најдоброто од мене. Кај отидовме уште од старт, ама во право си ти држи муаветов инаку мислев првен да почнам за твојата работа, твојата кариера. 22 години во театар. Да. Можеш ли од прилика да кажеш цифра на представи? Па некаде околу 35-6 премиери. 19 Одиграни?
Одиграни представи, па тоа ако ги помножиме сега, вака некои представи се играли по 100 пати, некои се играле 20 пати, но најмалку е 20 пати што се играла представа. Значи, тука се собира некоја цифра од околу 800, можеби 1000, така нешто ќе му дојде, најверојатно и кусур представи. Малце вртелешка прашање да ти познавам. Слободно. Која е вака представа што ти оставила најголем впечаток во твојата кариера? Па, А стварно ме интересира, остај друго. значи, тоа е најверојатно нешто многу смешно. Уствари не е смешно. Во некаде на 12 годишна возраст, од 9 години одам во драмска секција благодарение на мојот другар Боголјуб Тодоровски и Зоран Јакимовски. Тоа Кои се они? комши, луѓе кои не се занимаваат со театар. Туку? Кога се одсели во новата населба во Куманово, запознав нови деца и тие ми рекоа ние одиме во драмска секција во Пионерскиот дом. Куде го Ја живеев во приградска населба се одселив, а живеев во малтене центарот на градот, не знаев дека постои драмска секција. И ја нашли затоа што на еден од овие двајца, на Боголјуб, мој другар, добар, негов братучет ја водеше драмската, Живко Пешевски, познат актер од Кумановски театар. Златно време кога немало интернет, да имало интернет, турички од Тупани ќе отидеш. И кидеш ми драмска, како не, драмска секција, одлично. Да. Почнавме рецитација, ама ја водеше друг човек, не е битно сега тоа, се врати после тој Живко, ни ја даде магијата, ни ја представи убавината на драмската секција. Живко ху? Пешевски. Тој е починат актер, нашиот прв учител по глума, значи мојот прв учител по глума. Неговата керка е актерка и актерка во Кумановскиот театар, Александра Пешевска. Супер. Значи и кај него традицијата продолжи, одлично талентирана, викаат на тато. Супер. И некаде на 12 години другар ми имаше диареја, ретка столица. Не можеше, игравме во една представа која се викаше Том Сойер и он играше, мислам, нешто малку поголема улога. Немаше кој да го замени, бидејќи беше болен. И јас го заменив вечерта, бидејќи ги знаев текстовите на сите ликови во представата. Нешто ме откачено у главата. До ден денеска брзо памтам текстови и така. Да, браво. И го заменив, и тоа е представата што ме оставила. До тогаш ги играв Детето со леталото. И после тоа продолжив да ги играм првото момче. Нема флик со име, долго време. И после тоа... Немој. Што? Не, овде ми иде. Не, гостине, другар ти е. Го поштоеш. Немој. Со кого стално збори вака? Немој. Горе е директорот. Горе е директорот. Овде ми стои Мегуши. Знаеш она Роџер Ребит? Плюкни ба дистово, што па ова... Проливот е битен за почеток. Како не, брат, да немаше он... Да немаше Пролив он таа вечер, ја Кој немаше знаеше ќе да... беше? Ке си ги играв и дале момчињата, тогаш сватив што значи да имаш улога, да те примети публиката, и си викам, ја морам да стигнам до голема улога. Брат, док на некога не му смркне, на некога не може да му осъмне. Малци има луѓе што можеш вака нешто да им кажеш и да продолжи тоа у зезанција. А како? Не, пази, не да немаш его, сите имаме его, а не да ќелаица. Ме потсеќа нешто друго дека бакнувам тоа, као ја кога ја правев кариерата. Среќа што он се усра вечерта за да ја блеснам, разбираш? И тоа е нешто што нема, нормално од овие професионалниве. Имам една представа во Струмица што ја правев, што се вика Црвена магија. И тоа е еден лик, да речеме, ако представата трае саат и 45, траеше толку, саат и 30 минути он испорачува текст на сцена. Тоа е драма со 6 лика, меѓутоа едниот има феноменално многу текст. Немам Моно 6 немам среднато повеќе, да. Монодрама со 6 лика малтене. Сега мислам, и другите ликови апсолутно, меѓутоа еден монолог 7 страници, друг монолог 5 страници, 2 страници, страница и пол. Ја правевме со Владимир Милчин. Валда ти е, ја не можам да Њутнов закон да го запомнам, акција на реакцијата, на акцијата. Затоа што ми нема логика, али ова што го зборам има логика, ќе му е провалам логиката, па го запомнувам. А ова, мислам, не се појави ни еден фрајер да го побие тој Њутон до сега, мислам, ајде, што закон ќе беше тоа. Ајнштајн го побие. Добро, па него, а него колку време? Нема што на дугме мјут, така? Нема. Нови профилни слики имаш. Да.
Добре, ова. Прв пат го правиш ова? Не, го правам често. Не сум видела, те гледам често. Не ме гледаш често. Имаш деца, нема шанси да Ти ме ги, гледаш. како не, со бойлерот ја Децата фати ме глед- фората. Ја фати фората Со со бойлерот ја фати фората, тоа беше гениално. гениално, да не. Го Јас запознав се дете. видов све и тоа читав. Леле, каков човек. Вриштев дома, Знаеш која? урлав. Татко му па ми се јави. А татко му вика, ја ти си имам јавено во емисија. По скайп. Он И шо зашто се правеше? јави? Се јавил и ми свирал на она. Абе, откачена Ама тоа фамилија. фамилиарно. Абе, знаеш какви добри луѓе. Прекрасни. За мајката кријат. Не ни кажуваат, не да не откривам. Важно адреса, сега имам овакви јаболка, овие... Охо. Да, ќе имам редовно снабдување со јаболка. Одлично. Органски. Сакаш? Да, Знам од дека кој, си од кој орган се? Под кој орган се растени? тој мазниот на Любиме главачка. тоа, органски јајца јадам. Од кој орган растеа јајцата? Сериозно, ти си јадел органски јајца? Си пробал? Мислам, можеш да направиш разлика, па како ќе видиш органски и неоргански јајца. Добро. Така, и тоа викаш. А се договоривме Део да не дојде, за да не дојдеме до оваа ситуација. Та можеме ја и ти да кажеме нешто. Да. Како ми викаше прошлиот пат, извадил мобилниот, да ме активил Маровец, он од СДСМ. И у штабот И се јави. вака, да ме у штабот и вика, и мафта на кај мене. Да. Не можам да го Не удам можам да далеко го ми е. стигнам далеко ми. Шефа. Абе, добро. Леле какво типче, леле какво типче. Ајде за него ќе се навратиме. Остануваме на представиве 7 страни монолог. И ти тоа Црвена немаш магија се Црвена вика, магија. да, ликот се викаше Јероним. Да речеме дека е правена отприлика кога би било слика на Херонимус Бош, така нешто беше Вау. представата. Да. Вау. И затоа и се вика Јероним, Херонимус главниот лик. Аха. Таа представа, онака како Што што збори кажа... инспирациите, од каде му режис- се застиг? Вака, на еден стар човек кој живее на гробишта, кој ги откопува гробовите и така собира злато, нели, ги краде, му се појавува, има млада жена нормално, кучето не го рани со ништо, нема ни куче, он мисли дека има куче, нели? Јадат јако, воздух, јако. вечераат вода, нели, доручкуваат воздух, вечераат вода и такви работи. Каже го, му се појавува еден млад рицар, А што при со златото? Не. кој вика дека ќе му направи алхемичар дека и дека ќе му позлати све што има, разбираш. Еј. И уствари му го крадат златото, многу вино пијат за време на правењето на тие обреди. Му ја ќарува и жената нормално, му ја превзема, све тоа му треба за да ја го направи златото, му го земаат цело злато и си бегаат. Лакомоста на луѓето, нели, ја истакнува Така, и така. колку тие можат да изгубат сакајќи да Искушенијата. добијат уште повеќе, нели? Одлична представа. Професорот барем така кажа тогаш кога ја поставувавме дека наводно 5-6 пати вкупно со нашето поставување се поставувала во свет, затоа што актерот што треба да се игра, треба да има 85 години, главниот лик. Има 85 години и Така. отприлика било тешко да се најде 85 годишен старец кој ќе го издржи тоа темпо. Говорење многу има. Значи искусен глумец е И потребен. така, направивме една фина, многу, мислам, тоа ми е нешто што... Трансформација направи твоја? Па да, 85 годишен старец требаше да изиграм. Добро. И? Да. Успешно? го Земав направи? награда во Србија за најдобар актер. Така да... Која година е тоа? Се, немој да ме тераш со години, сум многу скаран, али да речем, ако сега е 2015-та, некаде 2010-11, тука некаде. Па скоро е тоа време. Да. значи. Во Јака Крагујевац, на Јоаким Фест, земав прва награда браво. за најдобра машка улога. Нормално, овдека ме сите жирија ме прескокнаа. Заслужено. Заслужено, фала Богу. Заслужено. Чим не си во кабинетот на... Има одредени кујни по жиријата кај нас, што се прават. Фестивалите ги држат разни луѓе, нели? Повеќето од нив, за жал, не се објективни, али? Дуженката е, ако не сум ти дал на овој фестивал, ќе ти дадам на овој, па сега на овој мора да го прескокнеме, затоа што на овој му ветивме награда и така. Но добро. Наградите и не се нешто... Најголема награда е аплаузот и барањето карта за следна представа.
од публиката. Нема поголема награда од тоа. Мислам, ова значи можеби на плата нешто да ти влијае. Може? Или па да, ако имаш одредени Имате награди. таква некоја мотивација? Има, па тоа влијае на тоа у која група ќе влезеш. Затоа што многу од твоите колеги се онака у филма ни не е важно, тоа важно државата да ни дава пари, а колку ја ќе бидам гледан и публика ќе дојде, тоа е помалку битна работа. Што е многу различно од секаде во цел свет. Ако еден Ентони Хопкинс кој сака да настапи во лондонскиот театар национален, мора да иде на аудиција, што за кај нас, тоа да му го кажеш на еден Пришипленко, твој колега кој е 2 години актер, тоа ќе биде скандал на насловни страни. А не сме научени на аудиции. Дојде еден украински режисер Жолдак, Андрей Жолдак, Електра што ја постави. Представата која буквално онака постави некоја нова ера во маната растури до поприлично Електра баш по да, по грчката трагедија и да, меѓутоа со негови доработки, нормално интервенции според Електра, уствари ќе излезе дека не е баш точно Електра, од А до Ш. Жолдак направи аудиција и не повика на аудиција сите. И сега бидеме ние на аудиција, ама као колку да дојдеме, разбираш? Егото скршено. Ама како бе сега он на мене ќе ми каже нешто тука, оди ти таму изигравај мајмун. Он почна да се понаша до душе као на академија да сме. Така. И ние не сме навикнати на такво. Кај нас се знае подола како се прави. Доаѓа режисерот, гледа 5-6 представи, 6-7 колку треба, прави пресек на тоа кои актери се, у принцип знае, нели? Во согласност со, не знам, уметничките директори и генералниот директор, ја прави поделбата и завршува, се објавува на огласна табла, се читаш те има или те нема и работим. Меѓутоа, сигурно дека европскиот начин е тој со аудиции и со такви работи. Добро ли е тоа да се има кај нас или уште не е на ниво театарот? Мислиш ли дека би помогнал? Ја мислам дека да идеална има аудиции. работа. Да има аудиција. Апсолутно. Човекот напредува се повеќе и повеќе. На претходната аудиција или минатата година може да не си бил толку добар колку што ќе бидеш оваа година. Замисли еден Бред Пит во врвот на својата кариера иде на аудиција за да го убеди Тери Гилиам да го земе за 12 мајмуни, 12 Monkeys. Да. Тери Гилиам влего и му доаѓа и Тери Гилиам му вика: "Слушај, ти си лепушка дечко од Холивуд, не ме интересираш. Тргај се." Губи се. Ово иде, прави трансформација, доаѓа како кретенче некој да не го препознае, ја игра улогата, овој останува зинат и му вика: "Привеси." Привесо, да. Да ме видиш кој си. И стварно животна улога таму да играе, нели? Тоа е тоа. Мислам, како добро, не знам, тоа се некој ниво. Знаеш како многу се осакативме ние како народ што максимумот од актерите не се излекува на спонтан начин, туку на поинаков. Знаеш, кога чувството на сигурност е голема работа. Играл, не играл, јал, не јал, платата стига. Нигде го нема тоа во свет. Малце да ти гори под нозете, малце да... Ги гледаше македонските бендови. Ниеден не беше субвенциониран, ниеден плаќа. Па најдобра музика се создаваше тогаш. Да. Нели? Без никаква мотивација. Без никаква мотивација. Само внатрешната желба. Да. И затоа мислам дека ние имаме врвни хирурзи, кои збојам под наводници, врвни актери, кои би можеле да направат многу повеќе кога малце би се тргнала државата од нив. Пушти ги што сака, нека биде, па кој биде, ама... Па не е само тоа, мислам, конформизмот, да речеме, кај нас, не ќе да истражувам. Пази, сите до еден се незадоволни од плата и од односот на државата. Сите они мислат дека вредат 15.000 евра месечно. И јас се слагам дека вредат 15, но за тоа треба да се избориш сам. Нели? Мислам, мене ми беше многу смешно ова која беше протестот за хонорарите. Тоа беше перверзија жива. Мислам, ние едни со други си забиваме нош у грб, кај ќе стигнеме. Јанко, колку ти побара? 500 евра, ја за 250. Кој? Он за 250, ја за 100 ќе играм. Мене дајте ми ја за џабе, ја и онака не сум играл одамна. Во се е тоа, и што мислиш, праше ги мојве колеги, камермани, праше го реализација. Зборам за нели кај на мене. Истата приказна се случи. И одеднаш за хонорарите, за 34%, за не знам оволку што било тоа.
Па дај прво да ги издефинираме најниските хонорари, па после ќе се бавиме со другото, нели? Ние не си го почитуваме вечниот интерес, но тоа сме го зборали 1000 пати и мислам дека ќе остане проблем што следните генерации ќе го наследат, а ние као глупава генерација не успеавме да се избориме, бар за мојата зборам. Да избориме, да им оставиме на овие децава после нас што доаѓаат. Тони, колку филма сними? Па негде околу 20, 19-20. 20 филма сними? Да. И што правиш бе овде сега? Кај тебе? Да. Па гостин сум ти. Многу убаво. Големо достигнење у кариерата. Абе, човек, има ли филм што лошо помина? Има ли филм што не остави трага? Во овој последнава Има. Има, ама не кажува на никого. Нема, Јанко, сите се добри. Не филмоите, улоги. Кој од кој? Абе, види, џабе тие, ние викаме џабе да си добар у лош филм. Шо? Тоа ти е, како да кажам, као... Парада, буре барут. Тоа се твои врвни перформанси. Човек, како успеа Раде Шербеџе и до Холивуд да стигне? Зошто ти не си таму? Ти имаш сите предиспозиции да бидеш и вилан, да бидеш и конкретно bad guy, good guy, добро го владееш и јазикот. Што те задржа ти овдека? Ушлегово само да би се... немам ја ништо, имам роднини Ушлегово. Ете, гледаш дека... Немам ништо, имам роднини. Не, моите се у Куклица, јас сум од Куклица, да не се разбереме. Тоа е... Шлегово е друга држава. Таму се шлези. Шлези, дојдени копачи, рудари. Да, пољаци, нели? Да. Одозгора. Види, што ме задржа? Па, мене ми е убаво во мојата земја. Сериозно ти кажувам. Значи имав понуди јас да отидам, ако ништо друго... Може ли сталакот од камерата да ми го дадеш малце, се како на тепаме? Бобан Нонковиќ? Чекај, ја да се Што му сопрем. пре? Не, да те тепам сам. Да се мачуваме, ти со сталакот. А ти со Star Wars. Стварно ми имав понуди да речеме да отидам, ако ништо друго, у соседна Србија. Значи, или имав опција да отидам у соседна Србија да работам, можда на било кое друго место. Лек изведам кај шо. У Германија можев да видам шеф на градежна фирма. И зошто не отиде? Зашто си ја сакам глумата и си го сакам... А што ќе правеше Си ја таму? сакам Македонија. Ќе работеше у Макдоналдс? Па ќе глумеше. Па не знам како да ти кажам. Мене ми убаво тука. Океј, што ти е убаво? Кој те брка од тука? Иди у Холивуд, снимај. Колку си поуспешен, толку повеќе за Македонија ќе Види, направиш. доста се изнамачив и овдека, таму ќе се мачев уште повеќе, сигурно ќе ми се исплатеше финансиски, но немаше да бидам јас тој што сум сега. Еј, немој кој Милчо Манчевски, ја не можам да снимам такви филмови и после матки патки гледаме филмови кои никој не ги гледал след два фестивала. Уметнички. Мислам, добро, тоа е негов избор. Негов избор, така, исто. Така? Му го почитуваме, не? Ма не можеш, освен да не го почитуваш. Ама сигурно ќе имавме уште 10 филмови. Уште подобро ќе направиш. Оти, дискографската куќа на Мадона. Мадона е бљак. Мадона е чист комерцијален продукт. Ниеден сериозен музичар не би се заангажирал, освен за многу пари у таков проект. Но незината, Маверик, дискографска куќа, под нејзе, ги имаше продичи. Значи, можеш секогаш да најдеш, бидејќи на светот и треба една Мадона, и треба Леди Гага, ама и треба и нешто и поуметнички, поквалитетно, и нешто што е поалтернативно. Има простор. Ја затоа го сакам светот и западот заради тие можности што ги дава, не заради политиката и бомбардериите. И овде ги фаќа, има истите можности, мислам, како да ти кажам, само што имаш помалце пари. Но па тоа е... Тоа не бе, сакам да те видам у Светец, сакам да те видам у Mission Impossible. Па сакам и ја да се видам, не Па дека неќам да се видам, ама види, тоа треба да те повика, тоа е склоп на околности. Раде, знаеш како отиде? Како? Жена му е режисерка, која отиде да живее и да работи таму во Лондон, односно веќе работела. И нормално, мислам, жена режисерка на која пријатели се Ума Турман, не знам, ред други луѓе. Па да, Ленка Удовички, да, она е театарски режисер. И доста еминентен у тоа време, мислам, правеше дури една представа у Кумано, јас ја знам. Од таму ја запознав и дека Раде доаѓаше
го гледав му Куманово као зетко, нели он. Значи, Раде Шутрак, жена му го истурка. Па он било, мислам, од оние причи што ги знаеме од негова уста, од прилика што се излезени, било голема депресија, пошто долго време не работел ништо, не сакал да работи, Раде Шерба, бардот на глумиштето овдека, одеднаш игра Bad Russian, I will kill you. О, the butt of course. И, мислам, па, која деградација е тоа, после оние улогишта што си ги изиграл на филм, бе, So Јанко. what? Абе, И, Джони, как? значи имал таква пречка и после Абе, тоа Ентони- решил дека ќе го прави тоа. Значи и го прави како што го прави. Така, нели ќе се согласиме дека Но и он имал отпор. Ентони Хопкинс е еден од најеминентните актери, најценети актери како актер, како по перформанс, по све, така? Да. И он игра Тор, некој си у беззвездни... Зевс, нешто такво и така натаму. Не му е секоја улога Remaining of the Day, кај што брилира, искача се она најдобро од него. Треба и едното и другото Не, ама да го види се, имаш. тоа Ентони Хопкинс направил 40-50 филма предходно у таа држава. Раде Шербеџи направил у друга држава, тоа ти зборам ја. Така. И бил тоа што е Ентони Хопкинс за Америка и за Англија, бил за Југославија. И доаѓа одеднаш у Америка и кој си бе ти, дец? Така е. Ама јас сум го играл Хамлет. Не сум те гледал. Чао, пријатно. Значи, не, сваѓаш што е. И тоа кој со еден наш колега збориме сега во последната представа Мајсторот и Маргаритка, го игра Мачорот. И сега пази, игра Мачорот. Ќе кажеш, нели, битна улога е во ова, меѓутоа го играл Ричард Трети. Го играл Сирано де Бержерак. И сега се смееме, види до кај стигна другар. Сега Мачорот да го играш. Значи, знаеме ние дека во оваа професија треба да изиграш све. Све. И татко му на Тор. So what? И нема проблем. Меѓутоа, пак ќе ти кажам, таму е нешто друго. Таму си имаат свој пазар. Кој би бил ја да отидам таму? На крајот на краиштата. Ти си овдека познат во титул, оди ти прави таму емисија. Кој си бе? Ама јас сум Јанко, јади бурек. Ама, Џони, проблемот е овдека што овдека играш филм еден у 10 години. На Балканот, во Македонија нема ни да Се фатиш. смени тоа, се смени. Се смени, Јанко. Не, мислам, факат е дека правиме по 6-7 филма годишно. Тоа се бројки, се гледаат. Да. Какви се? Аха. Океј, ќе дискутираме и за тоа, ако сакаш. например- Кој добива филмови да прави и тоа ќе дискутираме, ако сакаш. Успева да си најде. Еве, например, ја например, колку да ја критикувам Лабина, например, за мене е еден од најлошите филмови. Мене не ми се допаѓа лично. Како бе, Јас сум одлични од Тито, Венес или Убив светец, ама Јас играв во Убив светец, тоа е еден од оние филмови што ти кажам, има. Ама човече успева да си најде пари, успева да си најде и си ја раскажува својата приказна. Тоа не Јанко, можам да не знаеш го како почитам. прават некои македонски продуценти? Слушај да ти објаснам. Не ми се свиѓа. Ама Просветление успева да тоа да го направи. Знаеш како прават некои македонски Ти бе, на продуценти? овие, Слушај ме абе, се. Те ценат низ цела стално Југославија. не слуша вака? Не, јас сум бетер од Васко Ефтов. Да. А не можеш тоа, да? Не. Васко е неприкосновен по тоа прашање. Еј, немете реке го викам гости. Знаеш што прават некои македонски продуценти? Да видиме ние дали Не, можеме не. со Васко Ефтов да Зимаат кредити, Јанко, и си уплаќаат пари у странство, отвараат фирма. И си отвараат фирма у странство и плаќаат пари и викаат, јас со оваа фирма, неговата фирма, ќе правам филм и она ми дава почетни пари. И така ги лажат Евроимаж дека има странска копродукција. Па секоја чест на тие што го прават тоа. Сум чул, велат дека го правеле. Не знам кој го прави. Валјда ти ќе ти текне кој може да го прави тоа. Појма нема. Така да има и такви фори што прават. Втора работа, кај нас, си чул некој продуцент своји лични пари да вложи во Не, филм? никогаш. Никогаш ни еден. И тоа кој ќе чујам Некој ме нарани со некој полов орган у моментов женски. Али добро ти ја гледаат изле емисија. Па тебе да ти дадат, Јанко, 3 милиона евра, ќе бидеш добар продуцент? 3 милиона евра да ти даде државата и каже, Јанко, да не ти е си... 3D камерава, да не излегло нешто од таму. Кој звук произведува? Како е? Коврџева? Да, бе, неверојатно, вуду. Што си правил пред да дојде? Вуду бе, вуду, сега таму... Ова за доцнето. Зашо сперматозоидот има опавче? Ти заглај меѓу зави да го излечеш. Да. А кој звук пушта срамно влакно кога ќе падне на Не земја? знам кој. Нели? Си го чул, признај. Има по 2 пати паѓа. По 2 пати. Ако е не ти марено е. Имаш и...
Добро, да се вратиме на филмот. Моментност. Ово страшна работа. Не го пипај. Не, ма знаеш, само ме интересирало. Ке бапне, Што магнете. стои, па знам бе, ама ме интересира. Шо те интересира, еве го. Добро изгледа. Ни вечер ништо не И може. така. Тоа, така да ти викам, еве тебе да ти дадат 3 милиончиња, каков продуцент ќе бидеш, ќе дужиш на некого пари? Ќе ги исплатиш сите, така? Види, има една работа што ја, например, знаеш, кога се расправаме за политика. Ја у филм Уметност не можам да се разберам, ама ти ја памтам една реченица, рече ја не сум политичар, јас сум политикант. Значи зборам. И многу ми се допадна што ме дефинира и мене. И имам право да бидам политикант. Се занимавам со политика, бе, како се викаше тоа? Зон политикон? Да, зон политикон. Да. Сите сме. Сите сме, бе, но не може тоа Има е... една работа, вика, Грција земала 300 милиарди. Овакво, се задолжила. Земала, Ирска е задолжена, некој си 150 милиарди. Шпанија е 250 и така на. Брат, си вика, на тие пари, значи, на невиден, овака те будам, еве ти 250 милиарди, води ја Шпанија. Абе, јас сум убеден, еве, вака, појма да немаш како да стигнеш до таму, дека ти ништо полошо нема да ја водиш со тие пари таа држава. Значи, мене сега да ме стават ништо да не знам за Грција со 300 милиарди, ја ти гарантирам, дури за нијанса подобро ќе ја водам држава. Така е. Сигурно нема до тоа дереđe да ја донесе. Апропо, знаеш, кога се имаат парите, лесно е да се направи продукт голем. Тоа не значи Или дека ќе тешко. биде добар. Пошто лесно е, најверојатно станува тешко да се отргнеш од мислата дека треба да украдеш. Знаеш, лакомоста на... Тука е искушението, најверојатно Тоа е големо. вади мета, не лизни. И да не лизнеш. Мислам, или лизни со усул, не ставај у джепови, разбираш? Едно е да излижеш прсти, друго е да пуниш тегли. Так. Најверојатно тука паѓаат под искушение многу луѓе. Јас А тврдам, секогаш во филмот се големи пари и он вика за 20.000 евра. да, ја тврдам дека проблемот на оние што заработиле е тоа што они не гледаат колку веќе имаат, туку гледаат колку изгубиле ако не ги земат и тие другите. Тони, ја, знаеш што ми смета? Ја не ги нам тие работи. Отиде Note 5 кава. Го сардисав. Слушна дека газдата на Samsung си купил iPhone? Пред недела дена. Не може да више до тука. Не знаев дека газдата на Samsung бил педер. Стварно? Па чим купил iPhone. Не, ќе видиш. Најдобро беше, дека 4 милиарди губат на овакво. Да, века исплатата ја имате утре. И доаѓаат 8 шлепери со по $1. И ги стураат. Затоа Samsung ги респектирам. Така, да. Бројте. Бројте, Легитимни бе. Имаше пари. снимка, го уапси еден дечко во Америка. Колку треба да платам казна? Толку и толку, $200. и кој им ги донесе? Металните, кои Да, им ги да, испрли, да. кога дојде тој, нели, Да, што... да. Со тебе немам ништо работа, број, девојче. Мислам, Легитимно бе. молим. Не, Легитимно. само, ја мислам дека само нас снимаат, па еве и нив ги имаат убедено као, еј, ситни пари, тоа е срамота да вадиш. Значи, Така немој ли е? ситни пари. Па, 2 денара, у реду е, бе, нема потреба. За 2 денара си идеш, богатиот ти. Покрај иконата имам едно тенџерче со капаче и таму на секоја пцовка турам по една парица. Оу, ти не знаеш шерпа колку се ти пони. треба, значи. Па имам експрес лонец. Сега ќе ги укрупнам и ќе ги дадам за големи празници ги оставам, а овие ситни ќе ги носам и ќе им плаќам. Значи, вака беше, една она за вода, пластична туба што е. Да, да. Ако ја напуниш пуна со Денар? метални денари, денар 5, 2, зависи, негде околу 400 до 500 евра е тоа. Вау. Инаку, како знам, на мојот постар син, Александар, му собирав така, значи, у една огромна чаша, кригла голема, собирав метални парички. 10 денара, 50 денара, 20 денара, 2 денара, денар. За месец дена му викав, тато пари, викам, тато, еве ги преброј ги, слободно земи си ги. Тоа се негови пари. 4 до 5000 денари.
сериозен џепарац. Пун пари се. Ама, значи, А ја реков, вие само сендвичи добивате, пари сте имале. не бе, па како бе, немаш. Вика, за сендвичите, морам да ти кажам една случка, значи, не знам дали сум ти ја раскажал, кога беа протестиве ова пред влада, и ние у Радио Слободна Македонија тука, и еден од дечките што протестираше човекот, колапс. И сега таму стои до него Џунер Исмаил, папас, и не ми прави муавет, ме гледа љуто, нели, ние сме од мегафоните од владини, страна, од друго радиото, не ми прави муавет и едно време колабира човекот. Ние не го видовме, гледаме у протестите, интересно беше. Он баш колабира. Не, до него човек. до него, добро. Господин еден, и колабира, и овој Џунер ми вика, Тони, се свртев, Џунер ми вика, дај вода, падна човекот, притрчавме ја, Антонио Димитриевски, друг дечко од радио, Дејан Андоновиќ дојде уредникот, извадивме вода, го поливме човекот, го внесовме внатре, му викнавме брза помош, викаме, дајте да му извадиме нешто апарат, има 10 денара чоколаца се купува, да му дајме чоколаца. Па неме, ние на протести сме, тие другарите негови, поприлично запиени, нормално. И му викам на човекот, викам, јадеше нешто денеска? А му вика, не. Викам, гледаш кај нас зашто носат сендвичи, викам. Така, фино се изнасмеавме у таа чудна ситуација. Мислам дека и он се поднасмеа малце. Сендвичи одлична работа, брат, никад не знаеш кога ќе ти затреба. Така да. Добре, кетеринг. Сендвич. Си знаат вашите како треба, си знаат, ал да име. Нашите? Збориш за моите или за твоите? За твоите ја немам мои. Еј, немаш. Јас сум Сираче си купиле. ти политичко. Јас сум купиле, брат. Ти сега, немаш твоите, дека избори се ближат. Вчера најдов една слика, ја, ти, Жаре, Пандов, у кафана некоја во градски трговски, не, во градски зид, 2002-2003 година. Жаре црни. Да, Жаре црни. И доста интересно, се сеќавам тие денови, ме побара да пишувам за глас. Партиското списание на ВМРО ДПМН. Да. И ја пишував текстови, ама пишував за компјутери, за игри, за СФ, ово, она, бидејќи политика не се чувствував уште дека сум можам у таа материја. Има многу јасни политички ставови, ја уште од 103-ка. Антикомуниста, демохристијанин, МПЦ, името, идентитетот и толку. И денеска не ми мрднало многу. И се сеќам, ми се собраа таму, носам тексти собрани ВМРО-вци, кај си, шо преш ово, она, кафе пиеме, абе викам, слушај, влези. Како бе да влезам? У партија пополни ово, она, да те чага ово, она, вика, кеф, не си било кој, вика, стварно. Абе, викам, не сум ја, викам, абе, вика, ќе не усреќиш многу, викам, абе, мило ми е, фала за честа, абе, ја партиски војник, не. Додека имате, значи, зошто не можам? Ако ставовите ви се поклопуваат со моите и се окей, имате моја поддршка. Имате моја поддршка. Сте за семејни вредности, сте за име, сте за идентитет, сте за обстојување и добробит на овој народ, сте за Македонска православна црква. Сме. Па имате моја поддршка се. Не, а кој друг да го има ова ќе има мојата поддршка. Неверојатно е, мене знаеш ли што ми е неверојатно? Што ниједна друга партија ги нема овие постулати. Ова, знаеш ли што ми е лудо, Тони? Што овие постулати треба да ги има секоја партија. А треба да се разликувате начинот. Нема да градиме споменици, ќе градиме облакодери. Нема да градиме облакодери, ќе градиме подземна железница. Сваѓаш? Тоа треба да е. Ама, име, МПЦ, идентитет, тоа се децата на традиционални Ханџиски, вредности, на семејни вредности, да, семејните вредности, така е, така. фамилија, се Нешто што го одржува општеството, крај на мислам. програмата. Немам ја против ништо тие другите, само имам проблем што они имаат против мене, мислам, тоа ми е Апсолутно. најголемиот. Ти прави што сакаш, остави ме ја да мислам дека не треба да се прави тоа. Ти ги спомнав децата на Ханџиски. Да.
нивна изјава на интернет, ја наоѓам уште кога немаше социјални мрежи. Дека секој треба еден од нив. Мислам, децата, човекот е од СДСМ, деца на не се ВМРО-вци и така натаму. Али со свест дека секој македонец треба да е ВМРО-вец. Не мора да е ДПМН. Така. Не. Али постулатите на ВМРО, овој празник што они не сакаат да го слават, а тоа е Ден на револуционерната борба, независна Македонија, слободна Македонија, Македонија дел од светот. Долги години наназад, откако постои тоа ВМРО, секогаш кога македонецот го губел името, идентитетот, му го поништувале јазикот, точно во тие 4 букви сето тоа се сочувувало и тие 4 букви го пазеле тоа и го одржувале во живот. Значи, дали е против бугаризација, хеленизација, албанизација, посрбување на народот, било какво поништување, откако постои, значи, таа организација, и тоа доста високо котира, значи, во светските организации, како силна, цврста организација, организирана, дисциплинирана, сурова многу, и организација која го задржува националниот идентитет и го зачува. Затоа и е борбата, така? Мене многу ми е смешно кога ќе кажат бугарите имаат ВМРО. А зошто не се вика ВБРО? Мислам, не ми е јасно. Внатрешна македонска револуционерна организација во Бугарија. И таа е бугарска. Мислам, окей. Тоа се некои... Да, зошто не е внатрешна бугарска? Епа сега, бугарите можат да викаат дека ВМРО е нивно, овдека некои да викаат дека не е нивно. Мислам, нели е малце... Нели е глупаво, мислам. Не да е глупаво, нема... Некој што по дефолт му припаѓа. Ние стално викаме, пушти му на СДС-овец брада и ќе видиш како ВМРО-вец чучи у него, само он го бричи, разбираш? Не ќе да го гледа. Се плаши од него. Ќе се помакедончи самиот, ќе што ми станав македонец. Така да на сите ни припаѓа тоа и сите сме во коренот, нели, ВМРО-вци. Може би за тоа они се бунеа што партијата го зема тоа име, меѓутоа па да не го земеше, никој немаше да го земе и тоа ќе останеше на буништето на историјата. Никој немаше да се грижи за таа организација и за незината традиција и историја, она што као, нели, багаж го има направено, на крајот на крштата воопшто не е малце. Тони, ја би те замолил да направиме една кратка пауза, веднаш потоа да продолжиме. Реклами? Значи за пола сат сме тука. Не ова приватните телевизии. Не. Овдека по-нормални се. Рики, колку се рекламите? Джабе, јабе. Ти избегале некој, а се избори? Не, ова сега можем само да правим... Оф, Јане. Од овие 10-30 секунди дали се мои. Но добро, да ги изгледаме економско-пропагандните пораки. Јас сум за. Ти? И одиме на никотински штапици. Еве папилјарата. Слушај, шкотландјаните дефинитивно мора да се македонци. Јас тврдам заради две работи. Халинчето у народната носија, само што ги забореле панталоните. Да, скопските Нешто ми фали овдека. Многу ми е ладно. Само, ја не знам трет народ што може да дува у мртво животно за да прави музика. Да. Тоа знаеш како гајдата како е настаната? Овца умрела, нели? Добро. И се надувала тоа од смртта. И дошол некој ја згазнал. А ти беше таму. И јаве овако го земе, го испразна. Чекај, не, тоа пуста мрза. Зашо да дувам јас у кавалот, ќе бутнам у шупчето на Така е. мршата. Две има, плюс у шупчето имаш да Басо и да брчалото. Така се вика. Па добро беше. Се немало бе, Јанко. Морало. Добро е кога од крава не сме измислили инструмент, замисли да влечеш толкова крава на тебе и да свириш. на свиња. Дива. И дуваш. Па може све. Може. Така. Кога те
инаугурираа за директор уметнички на МНТ? Па има едно 10 дена веќе, мислам. 10 дена. Толку е тази. Доста реакции имаше. Вау. Дури официјално од Социјалдемократскиот сојуз. Да? Да, мислам од штабот на Бихаќ. Так. Да беше, например, Шилегов ставен, тогаш е во ред, бидејќи он е културно-уметнички работник. Така е. Културно-уметнички Културно-уметнички работник. да. Так. И за него би било природно, ама ти... Мислам, некој е генетски предодреден нели да води, да биде лидер, да биде поставен на директорски места, другите се нормално по, како се вика, по на одработена линија. Имаат природно право да владеат они. Наследено од дедо, така, ги учеле дека ќе владеат 100 години. Така е, и не може. Да. Како беше оној графитот? Ако СДСМ не ја води држава, боле да ја неаме. Графит. Не е веројатно. Не го знаеш? Не го знам. Ке го објавам вечерва. Го фотографирав одамна. Тоа мора некој пијан да го пишувал. Не. Ако СДСМ не ја води државата, боле да ја немаме, така? Да. Вау, значи тоа е извитоперување на вистината. Не е точно. Тоа баш се би се управо. сложил дека ако ја водат, ќе ја немавме до сега. Види, страшно е тоа што они не знаат во другите театри ни кои се уметнички директори. Од друга страна пак е убаво, многу портали кои никогаш нема напишано ништо за театар, за култура, Одеднаш напишаа нешто, спомна театар, МНТ, не е битно во која конотација. Мене тоа е одличен почеток за еден уметнички директор. Сега барем ќе ти ги гледаат делата, ќе ти ги бројат представите. Да, види, тешко е да се објасни функцијата уметнички директор. Тоа е советодавно тело во театарот, човек без никакви ингеренции, одлуки, подписи и такви работи. Стварно? Па да. Па не, ја мислев дека уметнички директор одредува каква програма ќе има еден театар. Да така речеме ја одредува... Предлага каква програма ќе има еден театар. Кому предлагаш? На генералниот. На генералниот. И да. Кој е генерален? Најверојатно Дејан Пројковски. Дејан Пројковски. Да. И он ја одобрува на крајот таа програма. Нормално би требало... Негово дискреционо право и да те отфикари. Така е, меѓутоа све зависи од тоа каков тим се, нели, како функционира тимот генерален и уметнички директор, каква е согласноста помеѓу нив и колку генералниот ќе му даде слобода на уметничкиот. Нормално тука е се взаемно, нели? И колку сте вие компатибилни? Па за сега одлично, мислам со Дејан 4 години ми беше уметнички директор, 2 години откако сум вработен до душа. Работевме и представа Вечната куќа заедно. Тука беше нашето прво спојување како режисер и актер и после како луѓе. Ако смеам само уште еднаш да кажам, вау, каква представа. Да. Представа што се памети за цел живот. Манифест. Се слагам со тебе. Тоа е уствари повеќе од театарска представа. Се ја да не е многу мрчам, патос ово, она, таа е манифест, таа е нешто сосема друго. За разлика од еден Шекспир и ово. И она беше презентација на се она што театарот може да го понуди. Апсолутно, да, беше како прво соочување со таа технологија која ние не сме ја имале, пак ќе повторам со големо задоволство следниот таков технолошки значи сцена толку технолошки средена, технички напредна и се тоа е во Виена. Значи од Скопје до Виена имаш празен простор. Да, знаеш, имавме празен простор, се согласувавме јас и те дека многу набрзо спласна. Зошто? Затоа што не се поставија атрактивни представи. Толку кои би го привлекле до толку вниманието. Народ иде, има публика и тоа е фантастично. Некои се враќаат и само заради објектот. Што е во ред? Ки изгледаш нешто. Не секој филм е добар на телевизија, ама добро е да си таму редовно. Ки има ли нешто што, еве, Мајсторот и Маргарита е представа... Не. Ама дојде да го изгледаш, да. Го знам делото, го имам читано. Тоа е добра основа за да дојдеш и причина да дојдеш да изгледаш представата, бидејќи Иван Поповски има нешто сосема поинакво. Не, тоа е тоа. Мајсторот и Маргарита е делото, нема бегање од тоа. Меѓутоа естетиката на Иван Поповски е нешто што вреди да се види, нешто што е показател дека представата е добра, трае 4 часа и 40 минути. 5 часа представа.
Не, 4 часа и 40 минути. Со се паузи? Со се пауза, половина час има пауза. Пет Значи сати. некаде 4 сата и 10 минути активно играње. 5 сати. И гледање. 5 часа во театар сигурно, да, значи да отидеш порано и малце покасно ќе се вратиш. Што правиме за јадење, пиење? Ако имате терапија антибиотици, земете ги со вас, така не е рекламата. За да не си ја прескокнете терапијата. Меѓутоа, еден показател, значи публиката се враќа после пауза комплетна назад да ја догледа. Болката, она првата пауза, пола публика нема. Овде не се случува тоа, се уште. Иако е долга представата, луѓе најавуваат и повтор пат да ја гледаат представата. Значи, има работи кои едноставно може да ги пропуштите во морето на информации и символи и естетики кои и атмосфери кои ги нуди, ги распостава и ансамблот внатре, актерите и Иван Поповски, бидејќи Иван Поповски одамна го немавме видено одека кај нас, а у Русија е поприлично на високо, на повисок пиедестал. И кога сакаш карти, ќе ти средам се знам со уметничкиот. Не, дозволи ми да си купам карта за добра представа. Реков ќе ти резервирам, пошто нема, а ќе си ги платиш тоа сигурно. Тоа респектирам. Кои се актери во оваа представа? Никола Ристановски. Дејан Лилич го игра мајсторот, Драгана Костадиновска ја игра Маргарита. Никола Ристановски го игра Воланд, мистериозниот лик, односно ликот на сатаната. Неговата свита ја сочинуваат Оливер Митковски, Пепи Мирчевски во улогата на Мачорот. Потоа тука е Ѓорѓи Олевски, како Азазело. И Ана Стојановска, која е придружничката, една улога со малку текст, но многу впечатлива. И скоро целиот ансамбл на Македонскиот народен театар, Александар Микич, Јордан Симонов, сега сигурно ќе испуштам, Сашко Коцев го игра Бездомни, Никола Ацевски игра, скоро многу млади и постари, Катина Иванова игра Александар Ѓуровски од постарата генерација, Емил Рубен игра, тоа ни е најактивниот пензионер во театарот. Така да, одлична и представата и екипата која што е внатре. Што е она по тебе што го донесе режисерот во оваа представа која е, ајде да речем на некој начин, и класика во театарот? Па види, А во исто време малце нели одскака е. Оваа представа во Русија не ја прават. Не ја прават? Од суеверие, така е легенда. Стварно? Да. Има една представа во Англија, Добро. Тоа е Макбет на Шекспир, која викаат, дури името не го изговараат во театарот, ги сметаат за проколнати представи. Вау. Има во театарот такви работи, суеверие, нормално. Што оправдано, што неоправдано, да се молиме на Бога дека нема да си го бара данокот, нели? Овдека, сега, например, во Макбет знае да се случи да паднат рефлектори, да им се деси сценографија да им падне, глумец да се разболи, такви работи. Во оваа представа исто таков третман имаат во Русија кон неа. Имам и слушнато дека некаде е правена и траела 9,5 часа, бидејќи на околу 500-600 страни е романот. И Иван Поповски, најверојатно затоа што не може да ја направи у Русија, ја направи овдека. Од друга страна, заслужуваме и ние да видиме едно такво... Слушај, шокиран сум за ова. Да, тоа се легенди театарски. Значи, Макбет ја викаат онаа представа, не го изговараат името. Името не го изговараат. Што играте вечерва? Онаа представа ја играме. Да, тоа е во Англија некоја легенда, а за оваа во Русија е истата таква. Романот е незавршен, знаеш тоа, нели? Така. Сето тоа и во представата е направено и кажано така. Ама не можеш да завршиш затоа што се работи за искушенијата, ѓаволот што му ги дава на човек. Така е. Затоа што е една митска представа, затоа што е мистична. Кој знае со какви демони се борел Булгаков додека го пишувал тоа. Страшно е тоа. Кој знае што го напаѓало, бидејќи за да напишеш нешто треба да влезеш во неговата подсвест. Тоа за да го опишеш ликот, така е, за да го опишеш ликот на сатаната, најверојатно треба да почнеш и да размислуваш така. С краја било. Отвараш такви сфери, кој знае што му било во главата и кој знае со какви демони се борел, но ете, тоа дело такво незавршено, се уште имавме една буди проколната интерес. представа, ако не се лажам, каде што главната актерка
загина, не можеа да ја постават во Скопје, МПЦ се дигна против неа некаде крај на 80-тите години. Богохулничка нешто, Богородица, Пресвета Богородица е спомната во таа представа. Главната актерка погина во сообраќајна несреќа. Имаше и протести врска со таа. Во Струмица се случува тоа, Јанко. Да, во Струмица. Јас играв во таа представа. Да. Представата е на еден истакнат активиста, Југослав Петровски. Да не кажеме сатанист. Да, не, он е и активиста. Кажи го, одличен автор, без разлика. Евангелие по Јуда. мислам, Евангелие се по више. Јуда. Да. Пази, што е најстрашно, се дигна фрката во Струмица, каде што има најмалку 2 сатанистички секти Да. и некаде околу 60 други секти нормални што функционираат. Таму знаеш дека има премногу секти. таму има- Не треба да ти објаснувам. Подврсти на религии и такви работи. Да, апсолутно. И на плакатот беше спорен 2 евреја како водат љубов во Доги Стайл. Сега на нив тоа им личеше на луѓе од Светата книга, на ликови од Светата книга. Значи да не кажам. Ние игравме, да, имаше Јуда, постоеше лик кој се викаше Исус, постоеше Петар лик, Матеј лик, све беше тоа тука и приказната одеше од прилика вака. Јуда е менаџер кој иде и бара познати ликови и им вика ќе ве направам популарни. И почиња да го работи. Овој прво не го сака народот, после го засакува, па вика ти мораш да умреш за да те засакаат. И имаше тука нешто и на крај представата завршуваше со ово е на крстот, нели? Ово вика да те запознам со моето ново синче, ова е Мухамед, запознај се со него. Значи таква беше некоја, како да кажам, ајде, стилизирана некоја чудна приказна од Библијата. Но луѓето кои се поголеми христијани од Христа, нели? Почнаа да се бунат против представата и направија фама. Тие што дојдоа некои свети лица да изгледат представата, рекоа, зар за ова се буневме, овде стварно нема ништо, нити се хули на Бога, нити се хули на некои ликови. Сега се случи тоа, да, главната Имало глумица... некоја експлицитна сцена во која наводно требало да биде вмешан некој Не, Света не, не, Богородица. не, не, немаше никаква сцена. Игра во представата сето на тоа. плакатот стоеше Дека таа. си човек што ги почитува Не, такви не, работи, не би па, дозволил Јанко, нити- јас сум верник, мислам, Така. се трудам да бидам, нели? Сакам да кажам дека апропо на таа како проколнати представи, така и оваа беше Оваа беше нешто со анатемисана. такво, анатемисана. Значи не беше проколната, бидејќи никој не ја постави, меѓутоа проклетството на овие Анатема и представи... проклетство е само малце. Па добро, да, не, ова е анатема која со ќе ти печат. фрли некој, а ова е проклетството што си ја следи без разлика кој ќе ја така. земе да ја работи, Да, нели? да. Као легаси, нешто, као наследство на проклетството. Така Зошто да, ме потсеќа? Слушај, знаеш ли ти, не, али беше многу интересно на тој протест у Струмица, цел некаде околу 3 до 5 илјади души надвор протестираа со запалени свеќи, еден со пиштол ни влезе на сцена пред почеток на представа, кога се дигна завесата не знаевме дали ќе пукаат врз нас или ќе джиткаат камења. Протече со многу аплаузи представата. И сите што излегоа надвор им рекоа и на тие други нема потреба зошто да се бунтувате, меѓутоа више тргна возот и Кој тоа што беше гледам, една ќе го вратиш ти здрава фрка. активистот. Не. Види, кога сме кај активистот, мислам, сега да не го величам, нели ја да го фалам, он е единствен македонец чишто текст во Англија има земено прва награда во Шекспировиот театар и тој е единствениот странец што има добиено награда до сега. Ни пред него, ни после него, никој освен англичанин. Congratulations. Секој си тргнува после по својот пат. Океј. Кој зашо потпишал и кај кого потпишал? Така е. Така што Кој кому се продал. кој кому се продал. После мајсторот и Маргарита. Така и што ќе продал? гледаме. Си И кога продал ќе се чудиш уво, нос, шо- грло да. или душата? Така. Па сега ќе видиме. И после ќе гледаме, нели, мајсторот и Маргарита, ќе гледаме Angel Heart. Да. Така? Така е. Има интересна работа, апропо на целава работа. Неверојатно е како некои луѓе, современите урбаните легенди, си ги приначуваат како една сосема поинаква. Например, нели, ние паѓаме у несвес од свастиката, кукастиот крст, Да. што е символ на среќа во Индија и на Не само на плавшник го има кај крстилницата на 4 страни. Не знам.
Еј, не. Whatever. Не, стварно не знам. На плавашник отиди кога ќе отидеш, те молам, крстилницата кај што е, значи кога ќе застанеш да го гледаш на кај езерото, пред тебе универзитетот, школото, нели црквата, свето, Така. од лева страна е крстилницата. Погледни на крстилницата, ако ги тргнеш најлоните, на сите 4 страни имаш свастики. Не сум видел. Па- Сум бил таму, ама не сум го видел ова, не сум го забележал. Не се, сакав друго да кажам да идам во продавница за чаршафи, Постелнините. постелнини. Да, се извинувам. Добро. Благодарам што го коригираш. За постелнини. И Сум наоѓам, уметнички директор. се извинувам дружи директоре, се извинувам дружи директоре. Другар директор. Другар директор, се извинувам другар господин директор. И бирам перница. И сега перниците секоја си има модел име. И наоѓам перница која си ја купив и спијам на неа. И се вика Јанко. Не. Човек од театар си би требало да значи театарско име, Театарско. оперско, Отело. Дездемона. Дездемона, видиш како... Перница Приближи. Дездемона. Да. Можеш ли да ја замислиш таа пародија? А викам, и викам, Па, добро. госпожи, ишу? Ишу. Дездемона, Колку бе. кошта то? Дездемона. И викам, жено, имам Дездемона Морам да ја перница. земеме. Ако ти Мачка ме со затреба, црно вечерва. ако ти затреба нешто, еве ти ја Дездемона, заврши и работа. Браво. Па, интересно. Би ми израдувало кога поголемиот дел од народот би знаеле за што збориме. Главниот лик во Отело, Ја задавува својата сопруга со перница. заради да... А сопругата му се вика Дездемона. Дездемона, И заради љубомора е... да. да. А клучната сцена онија дави Со перница. ја гуши со перница. Така е. И некој да произведе перница Дездемона. Абе, тоа погребно предпријатие Антигона да го Е, што сакаш, а хепи туна? Отораш туна да среќа. Хелага на смена. Хепи туна у парчиња. Играат. Cijeli komadići. Да. Parodija, čoveče, parodija. Значи, Мајсторот и Маргарита е апсолутен хит во моментов. Па кај нас да. Така. Апсолутно, мислам, тоа е чекор понатаму од Како критиката, добро, го знаеме делото се, како критиката ја оцени оваа представа? Па, ќе бидам погрешно разбран, критика, кај нас слабо стоиме на таа тема. На повеќе имаме рецензии. Добро. Еве, Значи, рецензентите што да, рекла, што рече публиката, што, какви се реакции? Во која смисла? Тоа може и да се критичари, меѓутоа, знаеш, некако критиката кај нас оди у рукавици. Ми ја кажа реакцијата на публиката, тука сме на чисто. Мене ме интересира вака што... Одлични. Бас. Се, значи, ревјуата се одлични, тоа како се вика, нели? Рецензиите се, впечатоците нивни се, скоро секој новинар, ја мислам дека не постоеше некој што напиша лошо за представата или ја не го прочитав. Сите се фасцинирани од тоа што го направи, пак ќе кажам, Иван Поповски. Желни и жедни и гладни за едно такво класично дело кое кај нас не знам дали се поставувало до сега, барем ја не сум сретнал информација. Многу би било добро кога би имале критика која, знаеш, малце подлабоко ќе навлезе во представата, ќе искритикува нешто, ќе каже нешто што мисли дека требало. Порано имаше така. Сега тоа некако омекна и воглавном рецензиите се сведуваат на општо мислење за представата. Нема поединости да се извлечат ликови, карактери, знаеш, и актерите кои беа одлични. Во критиката би требало Јанко лошо го говореше текстот. Затоа ли толку реагиравте на мојот текст за вечната куќа што го објавив? Не знам, добив и од тебе толку многу пофалби од твоите колеги. Па, тоа е тоа е Оти ја нешто не што е... сакајки Так. сум напишал она што Тоа е нешто што вие приближно сакате би и требало што би требало класичната да биде. критика да А го ја не работи. сосема случајно, ја повеќе емоционално. Да. Знаеш што е проблемот? Значи, колку е битна критиката кај нас? Битна ни е на нас актерите. Верувам ми, битна му е на режисерот и на театарот. И мислам дека до тука, за жал, завршува работата. Бидејќи во другите земји
се чекаат критиките да излезат, значи има премиера представата на која што присуствуваат воглавном новинари, гости, пријатели на театарот, ансамблот кој не игра роднини, други театарџи од други театри и тогаш утре и вечерта излегуваат критиките. И утре дента народот чита, читајќи ги тие критики, така. представата се продава или не се продава. Продава натаму. Така. Тоа кај нас го нема потреба да го објаснам. Велам дека критиката е еден од битните фактори во целиот тој механизам на театарот, воопшто на филмот, во светот и тој како да кажам, и го помага и го филтрира ако остане некорумпиран. Бидејќи веле јас со Горан Трајковски, кој работи во театарот, музика, често пати сум разговарал и он ми вика најлошата услуга што македонската критика ја прави е тоа кога без никаква причина фали представи. Напротив, ти треба да бидеш реален за да се соочиме со тоа. И ја кај сум сгрешил, и ја кај сум добар, оти и ја не сум добар во се. Значи, нонсенс е мене нонстоп да ми ги фалат ово, она, затоа што ме знае, ме сака, ме почитува, ме респектира. Сето тоа може да си стои. Но не е добра за една представа, ако ти, само, ајде, за атер. Да. Тоа е добро да има, ама да биде реална критика. Реална. Во моите луди години се испокарав со некои критичари тука кај нас. Мислам, супер стоиме сега. И порано стоевме супер. Меѓутоа, во еден период се испокаравме заради не една моја изјава кога реков дека не се релевантни изјавите на критичарите и не влијаат на тоа дали представата ќе се гледа или нема да се гледа. Што е за жал точно. За жал е така. Па ќе дадам уште еден пример. Буре Барут го направија Парам парче кога излезе и како текст и како представа. Рекоа дека тоа нигде во светот нема да се гледа освен кај нас, се преведе на 24 јазика, има премиери во 47 земји. И филм. Ни светот филм има и ја мислам нешто што од Македонија најдобро драмско што излегува последните 50 години. Се согласувам. И во тој мој луд период им се скарав на критичарите, им забранив да го спомнуваат моето име во представите, дури ако играм главна улога во своите критики. Имам апсолутно крај на 90-ти години, да, кога искачаш ти од маната. Така, 97-ма искачам ја од маната, тоа е негде 94-та, 5-та. Тука се скаруеме и ја им викам, ве замолувам, значи да не испадне забранувам, немојте да ме спомнувате и не ме спомнува 1-2 години, без разлика што играм колку сум добар или лош во представата. И не ми влијаеше на кариерата, што е страшно во било која друга земја, бидејќи знаеш како секаде има оценка, така? Оценката се изведува од критиката, оние 2 звездички, 3 звездички. Дали биваш, дали... Кај нас никогаш не си добил оценка за филм или за театарска представа. Тоа значи дека со критика малце тнко стои. Знаеш ли зошто е проблемот? Тоа исто, ја можам да ти ја дам аналогијата со музиката. Новинар што не го бива, бидејќи новинар што го бива, бива земен да ги пуни предните страни. А тоа е политика. Да. Значи, Мирка, Латас, таков профил, Ивона, што добри аналитичари ги познаваат состојбата. Но за да биде цела сцена комплетна, треба и луѓе кои познаваат и музика, и театар, и култура, спорт, и така натаму врвни. Но знаеш како? Кога е музиката и културата, дете во него бива, дај му култура, дај му нешто нека пише таму. Ти пишува за концерти. Така. Не за музика, за концерти. За концерти. И сега медиокритет некој кој ни дома не слуша музика или човек што гледа представа затоа што мора да гледа, нели му стига у редакција, он мора да иде. Не иде со кеф. Не и он треба да пише за тоа. Па што очекуваш од тоа? Па ништо, шкработини и глумење мала плата и незадоволство. Тоа е. Како и добар дел од актери кои станале актери не од што имале желба и волја. Знаеш, ние кога имавме плата од 8.000 денари, тоа не беше многу одамна, така. Во театарот. 8.000 денари имавте плата, и то доскоро, ако не се лажам. Допред памтиме. Штом памтиме, допред скоро е. Памтиме и помладите памтат. Така е. Зимаш 8.000 плата, а таа те сака на шалтер, па ќе ти даде 30 чека, па 4 месеца не зимаш плата. Стварно беше така. Имаше луѓе кои играа стварно као да зимаат 8.000 денари. И тоа им се познаваше на сцена. Тие што играа како да зимаат 800.000 денари, тие се добрите актери. Ден денеска.
никогаш не сум си дозволил, не да се гурам у таа добра група, нели? Тоа публиката го кажува. Никогаш не сум си дозволил да ја покажам таа моја мала плата на сцена. Тоа се покажува у бифе, така? Кога ќе се изнервирам дома, кога ќе се акам, кога немам да платам струја, кога си акам главата од зидови, но не се покажува на сцена. Ако ти овде го покажеш незадоволството од твојот хонорар, ја нема емисијата, отиде. Неверојатно ми е какви беа само реакциите, еве гледам и денеска се вадат цитати од твојот настап на последниот голем балкански филмски хит Парада. Стварно ретко видена комедија. Така добро сценарио, така склопено. Да. А и ликот твој, повторно не глумиш македонец. Ја не знам дали негде глумиш ти македонец. Имам, глумиш турчин, глумиш албанец, глумиш што све не глумиш. Сега ти кажам. Па турчин, албанец и ром. Да. Да, тоа ми е. Почнав со ром, значи циган, она што ви Седе рекли. ром. Да, во Gypsy Magic. Blu-ray ром. Многу е страшно на повеќето филмови што се гледам, Јанко, не се разбирам што зборувам. Морам да читам у преводот. А македонски се филмови, што е најстрашно. Меѓутоа, пази парадокс. Једе ром, Београд, пичу. во Београд изиграв од 4 филма, во 2 играм македонец. Буре барут. Буре барут, македонец, Ѓорѓија, и во Бичемо прваци света, повторно играм македонец. Тој не помина нешто посебно филм, нити овдека, а мислам ни у Србија. Нешто Дарко Бајич малце дали е утна работата или не знам преголемо Не може дело. се да биде успешно. Така е, и таму играм македонец, што е малце парадоксално. Овдека играм во Панкот не е мртов, играм македонец. Одлично Тоа е филмче. Љакот, Одлично. нели, според ликот на Шупак, а Јоцо е Перса. Според нив двајца. Одлични ви се ликовите, во Панкот не е мртов. Одлично. Тој е првиот музички филм. Имав таа чест, Јанко, да играм во првиот музички филм. Значи, првата музичка серија Бомбари исто, да. И во првиот спортски филм. Ние знаеш дека имаме само еден филм за спортот сниман. Тоа е трето полувреме. За друго нема ни да се обидеме, ја мислам да снимеме филм, а на тема спорт. Да имавме бейсбол и рагби, сигурно ќе се снимеше некој. А за голф а за хокеј у Канада, за локално селско клубче кога ќе изгледаш филм, па си викаш дал сум нормален ја, што изгледав. Па уште играат, све добар кастинг, човече, некој, али добро, нема везе. Не знам, знаеш што, ве убива во поим тезата дека филм да се сними треба многу пари, копродукција, ово, она, ваму и таму. YouTube ве убива у поим. Се јавуваат аматери кои снимаат серии, кои снимаат за смешни пари. Значи, приказна волја и малку талент човек може да Така е, најде. ама видиш што прават, како заработуваат после. Од емитување, од кликање, од гледање. Тоа мора да е добро за да биде кликано и гледано. Нели? Ти не можеш да снимиш серија како кај нас Погрешно време, Салон Хармони, мислам, Љувотини, ситком, ситуација на комедии, за тоа е скратеницата, ситком. Ситуација, смешни ситуации. Ова, ситуација на трагедија, на убиство, која ќе најават втора епизода, комшијата сака да се обеси на антената. Мислам, ја гледаш првата епизода на комичната серија, идеш купуваш антидепресиви, у апотека се вратиш малце у живот, пошто те убило она. Викаш, зашто се... Вела дека главниот проблем кај нас е сценариото. Ние немаме добри сценаристи. Па не имаме ние добри сценаристи. Туку не што може е дека тогаш? не. Значи, проблемот е Што е проблемот? егоизмот. Еден сака да напише цела серија. Аха. Тоа у свет се нема случај. Нема. Па таму Тројца работат- најмалце треба да се. Абе, тројца се најмалце. За Джей Лено 9 души му пишува текстови. За Френц 14 души пишувале. Значи сега ти друга е кога 14 мозока ќе го диалогот ќе го прочешлаат ситуацијата, ќе ја направат, ќе Секој од секој аспект психолошки. нормално, фала Богу. Кај нас еден сака да направи се, па не можеш да направиш се, не си ти тој, мислам, филм да напише еден човек сам, тоа го разбирам. Меѓутоа серија се уште мислам дека не се случило. Имал еден, се уште еден, нели, па помошници околу тоа, па втора, па трета Затоа рака. турци ве растурат. Така е, кога Шта кај нас прават? ќе се соберат, кога некој ќе седне и ќе собере 7 писатела да му пишуваат серија, ти гарантирам дека тоа ќе биде првата добра Кој македонска би те серија. викнале у турска серија? Па ме викна, играв ја Јанко во оригинална турска серија, 5 епизоди. Не знаев. Па како? Excuse moi. Абе, ти со кого правиш муа? Чук Джузел, Бил Бардак. Го снимавме до Балчак и таму игра зборам турски.
и дојдоа турци продуценти. Добро. Од Турција, луѓе што ја снимале Румелија, тие баш. Аха. И овој турчин вика не е турчин. Па како вака турски? Како ме вика? Па вика така учеше за филмот, овој му е учител и се запознавме, стварно вика не си турчин, не вика. Добро, во ред, супер. Вац беше продуцент на таа серија. Вика турците се заинтересирани да те земат. Викам што ќе правиме? Ја 2 го научив ова. Ќе учиме и на кирилица ми ги пишува девојчето што преведуваше. Kürber, Birgürler. Bu topraklar bizim olacak. Her yer. Anladın mı? И ја теби. Ти кажав дека оваа земја ќе биде наша. Кога тогаш? Ме разбра? Анладен ми? Ме разбрали. А да ти кажам еден турски збор, ако го изговориш, ја кашык лымайым. Yakışıklıyım. Ја кашык лымайым. Yakışıklıyım. Лымайым. Лымайım. Згоден ли сум? Може би зазвучи као Борат. Неверојатно е. Стварно има чуден, многу интересен јазик, многу ми се Не, допадна. прекрасен е. Многу ми се допадна. Многу ми се допаѓа. Феноменален јазик, чудна мелодија има, одлични предизвици говорни. Штета што нема нашиве актери во овие приказни. Види, серијата е многу добра тезга за актер, а постојано и да вежба, и да биде во топ форма, да стане и селебрити, што ќе му овозможи А види, простата заработка од 2 години серија што требаше да се снима тука, например, а прекина после 5-та епизода, за жал, заради некои политички и економски превирања од Турска таму. Негде заработката на еден лик као мојот, например, требаше за 2 години да биде некаде околу 20-30 евра. Што е сосема Што е сосема солидно, не е тоа нешто баснословно за 2 години, меѓутоа го работиш тоа што го сакаш и те плаќа некој многу пристојно за тоа. Сосема солидно. Така да тоа Да бидеш мирен и да бидеш уметник у театар. Па, така, да не идеш за плата да, уте. апсолутно. Да, идеш на представа, ма веќе платата не ти е битна и види, ти вика, мене никогаш не ми била битна, меѓутоа порастеретено ќе одиш, ако ништо друго, на кај продавница. Као уметнички директор, главна дејност е поставување на програмата на македонска Грижење и менаџирање на ансамблот, значи актерскиот ансамбл, на уметниците, за дали, да, добро. И репертоарот на театарот, односно што ќе се спрема, како ќе се спрема. Дали например имаш дискреционо право да повикуваш луѓе од надвор, на туршници? Апсолутно. Апсолутно. Тоа е пред се. Део, дали ќе го видиме? Не. Део ќе игра во мојата магистарска и тоа е она што сум му го ветил. Меѓутоа Део не го викнавме вечерва намерно. Да. Затоа што Ќе ни ја расипе емисијата, мора ја и ти да кажеме нешто до сега, само он ќе збореше. Кажи го, значи не треба да донесеш луѓе од надвор. Пред се треба као уметнички директор најверојатно да ги разбудиш тие луѓе што ги имаш внатре, да ги искористиш. Бидејќи театрот МНТ има во моментов најдобра можна подела и најдобар можен ансамбл. Не ги поценувам другите, нека не ми се налутат, така мислам за овој театар. Тоа го докажуваат и наградите кои што стојат позади тие. Зашо бе да не ја викнеш Ана Костовска, Синоличка? Па, ако има потреба, види, тоа е режисерот, пак ќе ти кажам, одлучува. Значи, режисерот вика, во вашиот театар не гледам некого што би можел да изигра оваа улога и ја предлагам да биде Ана Костовска тоа. Тука никој не може да му оспори, на него и не би било во ред да му оспори, така? Меѓутоа, ако видиш дека меѓу двајца дебелјушкасти бира, и ја му викам, па види, и овој исто дебел, и овој исто талентиран како овој, зашто не, те молам тогаш не ми го носи Гостинов, така? Гостинот мора да го оправда своето постоење во овај проектот. Игор ти е голем другар, долго време делевте што се вика исти влез. Сега ми е комшија повторно. Пак ти е комшија? Да, бе, неверојатно. Шо збориш? Добар ли? Не сум го видел, комуницирам со него. Игор, Да. најбоље. Најбоље. Концерт ќе прави на 26-ти. Дефинитивно? Дефинитивно. Да. Или не, ама дефинитивно. Дефинитивно. У реду е договорено, али не гарантирам. Али не гарантирам. Се шала. 100% ќе биде, а може не. Да, кажи го како се Мене вика. така ми рече затоа што ми рече може ќе Метрополис дојдам арена? кај тебе
ќе правам концерт, ќе го рекламираме, ама може не. Мислам дека ќе Супер. го прави, Мислиш? а може и не. А може и не. Пошто стварно не знам. Не. Ја му викам ти стојам на Како го располагање. крстивме овој концерт на Игор Џамбазов? Концертот кој за малку немаше да се одржи. Сеќаваш на епизодата со Жан Митрев, со стентовите, со такви работи. Така да, дај да го фатиме тука дурнија да направи концертче. Последниот пат кога овде беше, не знам дали ќе биде уште еднаш, некако изгледа презафатене, предпоставувам. Се работи за тоа дека му реков зошто не се врати во театар. Тој вика ја во оваа ситуација не би се вратил, па не знам што да е, ужасна е лоша ситуацијата во Македонскиот народен театар. Тоа негова констатација те ја постави в тебе и ти ми рече Јанко, кога бевме Подобра ние не со била. него 8.000. Да. Сега ние 30.000. Подобра никогаш не била. Не знам што е тоа што овакво. Ви останаа ли тие разлики во гледањата? Не, сигурно се останати разликите ако Џамбас мисли така, не сум го прашал сега, меѓутоа знам дека ќе се врати во театар со Весна Петрушевска. Добро. Ќе прават представа која што условно кажано Во МНТ? Па не знаеме уште. Аха, така. Значи има шанси да биде во МНТ, тоа треба да биде приватна продукција. Така, браво. Представата најверојатно ќе ја режирам јас. А можда и не. А можда и не. Не се знае. Али договорена е работа. Али никад не знаеш. Ама не знаеш. Види, 1% понекогаш може да те скења 100%. Значи, така да остави ти тие 99. Но да се надеваме дека се ќе ни биде на наша страна. И има едно Што мало... ќе биде? Што е причава? Причава е брачна игра Едвард Олби. Аха. Тоа е текстот. Така. Интересен е текстот. Ќе го Таа сценски не е многу захтевна, но Не, тоа е двајца играат. да, двајци играат. Двајца играат и затоа они го одбраа тој текст. Има уште една друга драма која ни ги меша малце картите, сака да влеземе. Може да отидеме на кај неа. Тоа е Сина соба од Дейвид Херн. О, твојата сина соба. Да, со тоа што нели Ти Џамбас идеш пак и- кај да. спонзор да бараш вамо? Не, веќе не. Сега болница држи шо. Што да ми дадеш, прицеј? Антибиотици. Да те абортира. Аналгини нешто малце. Да те абортира. Да, и доктор изчисти на трудец. Молим. Оки. Порано беше убаво патичиња, Клистир. тренерчиња, вратки си се Клистир. облечеш. Сега што Клистир. да облечам бел мантил? Клистир. И тоа не ти е лошо. Тоа ќе биде интересно враќање на Џамбазов у театар. И има нешто, еден проект Ама од кој... негово големо враќање му беше со сомнително лице. Секогаш имам големи враќања, затоа што има огромни заминувања. Значи... И ги е феномен на своето време. И тоа ќе биде печат. Таа представа штета, таа е добра представа, он е идеален во таа представа. Сомнително лице не се распадна заради Игор Џамбазов. Игор Џамбазов излезе од сомнително лице, не да го бранам сега, кога виде дека само он е останат од оригиналната постава на сомнително лице. А да не се распадна таа представа. Ама беше добро Мислам- посетена, таа беше Како не? прилично. Тоа е едно од првите, ретките представи, например, ММ беше резервирана и Буре Барут по 2 месеца, унапред продадени карти. Сомнително лице на Џамбас беше резервирана, на Џамбас ја викаме, Синиша Евтимов ја постави таа представа, фала Богу, меѓутоа главниот лик беше Џамбас и ликот на дедо му го играше, нели? Да. И беше продадена по 3 до 4 месеца однапред. И тоа мислам дека се уште е рекордот во театар за однапред продадена И Весна Бејбе добро идеше со господја министерка. Велам, значи, се уште тука се негде по месец дена продадени Да. или сега веќе паѓаат, меѓутоа сомнително лице Лице беше- беше да. тој камбек на Џамбас. Добро, тие стари класици, не знам, Болва, Вуво, такви тие... Пред некој ден ми дојде еден колега режисер со буквално предлог за Болва Вуво, што мене апсолутно ми се свиѓа, затоа што од студентски денови ми останата во Нели? феноменални... Нели? Мене ми имаат бркано Нели? заради моето смеење, Јанко, од таа представа. Не може, ја заоѓав там Нели? Чоре која ќе се појавеше. Да. Оле Ангеловски која ќе се појавеше како боксерот. Да. Значи, Ацо Јовановски како Бош Фаца, кога играше. леле, која значи, постава беше тоа? Тоа беше... И ја е паметам. Ненад Стојановски, па, мислам, тоа сме го гледале. Паѓавме у несвест од смеење и тоа беше представа за респект.
Ме бркале, дечко, многу се смееш. Многу се Значи, завршила сцената, мене уште ме држи предходната. Да. Она ги. Ти гребе, она, шмелцуеш. И така да, многу ми се свиѓа тоа. Тие класици, види, пред се ние треба да се задржиме на светските класици, фала Богу, на оние што не сме ги поставувале. Тоа е поставувано во маната, меѓутоа имаме нешто не сме поставиле. Например? Па, еве, например, Булгаков. Ние прв пат поставиле. Мајсторот и Маргарита, Да. окей. Мислев Шекспир. Шекспир имаме и таму некои дела што не се поставени, сигурно. Бурата. Да. Бура не верувам, да гледаш дека знам дека ги поставувале Забуни, дека е поставуван Ричард Трети, дека е поставуван Ромео и Јулија. Меѓутоа сигурно има од тие 30-40 представи што он ги има, нешто што не е поставувано. Постојат македонски класици кои исто треба да се постават, затоа што Македонскиот народен театар е како се вика она, на одржувач на добриот македонски пишан збор, на литературниот јазик и на националниот идентитет на македонец. Кои се тоа представи кои би требале од национален интерес да бидат да се постават кај нас? Види, Еве, Вечната куќа е таква представа. добро, Јордан Плевнеш е современ автор, значи збориме за нешто што за некои автори кои Збориме не се за класики. За класици Што? кои не се, не знам, македонска крвава свадба, или една модерна варијанта, Апсолутно. можеш да видиш денеска. Така е. Зошто не Чорбаджи Теодос, така. Браво. Ленче Кумановче, Духот на слободата, мислам, постојат сигурно некои други кои треба да се ископаат, да се постават, да се допостават. Постојат романи македонски кои Среќна може да се нова, ослободување на Па добро, тоа се странски автори. Така. Али добро, во ред и тие ќе ги постојат романи македонски кои може да се драматизираат, како овој, нели Булгаков сега што го имавме, кои треба да се Кој би сакал да го драматизираш? па види, кој не би сакал, кој попрво мислам. Кој ќе ти текне? Еве, например, некоја, например, една од книгите на Игор Джамбо, ама не, ако ја поставиш, ќе изгубите пола држава, ќе се на суд, ќе изгубите. Па, добро, да. Добро, за Игор. Кај неговата ќе ја поставиме на мала сцена. Да се навикнуваат Со луѓето. мачката. Така да мислам дека има доста што можеме да направиме. Сега повторно ќе ни дојде Жолдак, Андри Жолдак ќе режира. Морфов, еден познат бугарски режисер кој ни дужи едно 14 години представа. Ја почна Франкенштајн пред 14-15 години. Вау. Па се откажа. Феноменален бугарски режисер. Каква представа, каков текст е тоа? Да, штета што се откажа. Сега доаѓа со представа, повторно ќе прави. Кај нас, се надам, повторно ќе се обиде да направи представа, се надам дека ќе заврши ова. Мюзикли? Наташа Поплавска во моментов го спрема Чикаго Аха. и според лиценца ние. Чикаго, го земавте? Со лиценца. Ао, како? поздрав до Наташа, браво. Па, да. Сакав да ги спомнам мачки, сакав Ендрю Лојд Вебер, Фантомот од опера. Дали има Токму шанси такво тоа. нешто да се види? Има, апсолутно. Зашто да не? Да. Само треба да најдеме Арслан да го постави тоа. Така? Македонија... Имаме ли мислам, ние грла за такви? Како не, за такви проекти треба да се соберат заедно Македонскиот народен театар, операта, балетот и филхармонијата. И тоа се 4 сегменти кои ќе ти го Ај сега. испорачаат секој музички спектакл што сакаш да го Немој да ми поставиш. кажеш Ана Дурловски дека ќе ја ставиме во Чикаго. Таму би требало Види, некоја значи, Елена, нешто од така е, сценава меѓутоа наша во музичка. сцената, во сцените кај што се пее, зошто да не и Ана Дурловски, така? Бидејќи тоа е мюзикал. Ќе играат тие што знаат да играат, ќе пеат тие што знаат да пеат. Сега, глумат Ана ја тие. спомнав затоа што мене ми е многу фаворит и неку не знам, таа е веќе у метрополитен ако не Така е, настапува да. така. Фала Богу што имаме и Мислам такви дека се како- дојдени тука. Да, дојдени се вратени, да. се ми беше гостин во Игор емисија. беше Не ме Игор е- гледаш. Игор е директор на опера. Дурловски. Знам, Знаете, знам. директор на опера, така да. Ана беше Сега тука гостин да, овде. го гледав и тоа. Не ја- го гледаше, не, сега ти текне, ама не се гледал. Ајде се кладиме дека ја гледа. Ајде, Во што дај. беше облечена Ана Дурловски? Како што ти ме прашуваш, ја те прашувам. Не бе, ти кажи ми. У бела блуза. Сигурен си. У бела блуза и црни хеланки. Елегантна, едноставна, шармантна, прекрасна. Вака, ја гледаш, ја слушаш,
комплетно. Па те гледав бе Јанко кога ја ги незините техники кога ги фалеше, незиното пеење кога она ти објаснуваше како Се се пее. импровизираш, нема везе. Се види. Знаеш дека ќе го поставил Човек тоа го кажа прашање. дека Што? дека сум во право. Леле, како си станате, остаре. Ме искритикува дека има широк кадар. Може да станам. Може да станам. Ми вика Тони, ми вика, како беше на времето, шеташе ни Шеташе, стварно шеташе по збореше, студио. вика, И гледа, сега, одма вика, боле. Дебел, Гледа движење. Дебел, седиш, вика, по цел ден, седиш, не мрдаш, на што личи тоа. Ти ослабнал, бе, точакот на Лидија ти помогна да ослабнеш. тротинетот од синоите. Која те видов со женскиот точак ќе умрев. Уште возам женски точак, строго женскито. Па ти замисли ме на оваа Не можеш да висина и пречек. дебилина, она да го возам. Замисли кога ќе се станува ќе паѓа. Как... Не, зборе, здраво, како си? Што правиш? А ти возиш точак, бе? С краја, да. Спортуеш? Бог да чува. И како држиш линија? Па замисли тек да одржем линија. Не вежбам за да не бидам многу развиен. Ти си онакво кумановско, Генетско мрсно копиле. копиле, кое како да го фрлиш на нозе паѓа, ништо не му фали, нема да вежба, а стално набилда. Се изнаработевме као млади граđевинци, брати, тоа е од плочи удирање, се овие мускули не се од тегови. Одиме со реклами веднаш по Пак ли бе со реклама? Па имам Ама два ти си блока, па дај богат не ме човече. се. Ја немам толку. Не. Театар и политика. Театар уметност, ама театар и политика секогаш биле нешто што иде паралелно, макар и на некоја суптилна. Опозицијата обично критикува дека сега нема ништо, нема слободи, нема ништо не се случува. Сите ние сме полтрони на власта, на диктаторот, а они се слободарски духа, ние све тоа под диктат и режим и не смееме да писнеме. Ништо не е добро кога они не се на власт и за нив е тоа сосема разбирливо. Многу чудна опозиција, 9 години не се на власт, имаат се уште доволно финансиски средства да крцкаат барем уште 9 години во опозиција. Тоа значи дека за оние 11 години додека биле на власт, дебело се нафатирале. Па се збори за некои си 9 до 16 милиарди дека се ограбени. Огромна плячка што Исчезнати пари. Така, исчезнати пари во Македонија, тоа сите го знаеме. Нивните двојни аршини не се нешто што веќе изненадува. Они, например, пред година и пол рекоа дека законот за медиуми е супер, така? Еве сега не Сега не чини. Пред година и пол рекоа дека изборите беа кристално чисти, со нивни ДИК, нивна државна изборна комисија. Со нивниот ДИК? Да, нивниот ДИК. Сега не чинат изборите. And now Dick says shaking in a bucket of a cold water. Let's just not suck each other cocks. Dicks. Мислам, фрустрацијата е голема и тоа е разбирливо од нив, меѓутоа, бар да најде некоја реална причина што не е добро, па ќе поверував. Нечистиот воздух во Скопје е нешто што владата на ВМРО го направила. Да, неверојатно. Као да знаеш ВМРО што им да дава на луѓето, мислам, треба само да доеш у Козле или било која Тони друга е населба. крив, Да, Јанко е крив, Сите ние сме криви, освен тие. освен они. Значи, они не Сите се ние сме виновни. виновни. А ние сме криви и што они украле 16 милиарди во оваа држава, што Ама затоа што не цели можеме градови. да го докажеме, иако народот знае, сите знаеме, али не е Не, докажано тоа не на можеше суд да и се тоа не докаже може. порано. Сега баш дека може да се докаже 10 години шамари им се лепат и ги враќаат Тони, на има местото избор. каде што име. Сметаш ли дека треба театарот пожестоко политички да се ангажира затоа што Македонија се наоѓа во многу исклучителна позиција, особено сега. Ја мислам дека вечната куќа би требало, имам еден предлог. Предлогов е сулут и нема да се оствари. Но мислам дека неколку месеци пред избор
би требало да има бесплатни представи за народ, постојано да биде на репертоар, за да народот ја гледа. Затоа што мислам дека во наредниве избори не одлучуваме за ВМРО или СДСМ, за судбината на Заев или на Груевски, туку одлучуваме за судбината на Македонија. Овој притисок од надвор кој народов го чувствува и веќе доаѓање, веќе им е јасно и на сите и на најполитиканстите и оние најплитко што се занимаваат дека се игра за загушување на медиуми, за перење на мозок на народ, за кинење на волјата и силата на народот за да дојде конечното, а тоа е или федерализација или промена на името. Федерализација е солуда, така што промената на името е многу пореална опција. Прашање е кое е првото, кое му предстои на што? Значи, ако направиш федерализација, промена на име се следува сама по себе. Ако направиш промена на име, федерализацијата после ќе дојде као некоја логичен след на, нели, више не си таа држава што си бил, онда можеш да бидеш и две држави. Мислам дека треба да побудиме во народот чувства, не ВМРО-вски, патриотски, македонски. Јанко, ги гледавме анкетите на Проливтико, така, што сам ги правеше. Народот му кажа во лице, он не му е во интерес да ги пушта тие, така? Би требало да ги загуши. Може да замислиш колку имал такви кога морал тие четворица да ги пушти. Значи, народот повеќе не е толку необразован и информациите не патуваат 7 дена од Скопје до Гевгелија. 7 минути, 7 секунди се во прашање. Да, ама гледај каква игра се игра. Гардијанш денеска објавува дека во интервју Груевски рекол, а одма и овие проливите соросоидни, еве у тоалетната хартија на опозицијата на насловна страна Груевски преговарал за промена на името. Добро, и Груевски ги демантираше денеска дека никогаш не давал изјава за името, посебно за промена на името. Да. Она што го кажувал Груевски секогаш и ние го знаеме, важи вашите предлози и јас ќе ги ставам на референдум. На референдум. И тоа ќе биде. И тоа е, мислам, нешто што константно го кажува, значи наназад 10 години. Друго ми е идејата. Мене не ми е проблем. Човекот не ги сменил ставовите, ја 10 години го интервјуирам него. Така е. Не го сменил ставот. Па ние го следиме, мислам, нели? Досаден е веќе и затоа и не доаѓа веќе. Нема пак исто ќе ми одговори на истото прашање. Тоа прашање не треба да се менува. Туку така. за тие прашања. Друго ми е игранката. Кога еден гардијан веќе влегува во политичка игра, прљава, очигледно прљава. Погледни го ова сега што го имаш. Гардијан измисли изјава на Груевски за смена за името на државата. Дневник, да. Значи најеминентниот македонски. Века Патрик Кингсли за Дневник. Премиерот не рече така. Насловот е напишан во Лондон. И сад човече, ама гледаја која игранка, они не сметаат за ретарди дека ние немаме интернет, дека не читаме. Така, и ова да беше пред 15 години, ќе поминеш. Ќе поминеше. Имаше големи шанси да помине. На Милошевски му инструира дека им покажал среден прст на грците, така што е чиста лага. Чиста лага, апсолутно. Тоа е нивната игра и знаеш што ми е чудно? Како мислат дека ќе им пројдат истите фори од 2001? Мислам, тоа е најверојатно неинвентивноста веќе настапува на сцена. Само Нова Македонија загадувањето. Да. Нема проблем. Нема проблем. Тоа е. Па добро, види, тоа е реален проблем. Меѓутоа, пази, ајде да се договориме да не гориме гуми више во шпоредите на дрва, така? Ајде да не гориме стари намештаи, лакирани работи, да се труеме самите. Сабајле, кога ќе отвориш прозор, гледаш 24 оџака од кои што чади црн чад. Тоа не горат дрва тие луѓе. Мислам, ние самите сме криви за загадувањето. Притоа, пред 15 години Скопје имаше 3 пати помалку автомобили. 2 пати помалку автобуси. Така. И пак исто беше загаден. И пак исто беше загаден. Јас ќе ти кажам една приказна. Ние ево од Куманово, селјаците што доаѓавме, нели, со стомакот по левото дека на студирање. Во понеделник кога доаѓавме, уште од Петровец Скопје се гледаше како на дланка. Буквално зградите, буквално све да видиш, на селбите ги гледаш. Во вторник имаше некое чудно сивило над градот. Во среда имаше облак кој што ти ги покриваше. У петок веќе нема го. Четврток и петок можеше да ги видиш само највисоките населби што се дигнати надвор од Скопје на повисоките места. Скопје не се гледаше. Железара колку години го загадува овој град? Кој ја направи таа фабрика усред град?
Кој го стави, која стави цементара усред масата? Ваваровците. Нормално, па 100 години сме на власт за тоа и сме криви. Стаклара. Селјачиште е. Мислам, Охис планирале дека Скопје нема да се шири никогаш. Па мислам, од другата страна имало. Тоа се све трујачи, загадувачи на градот. Ама не кои што- функционира тоа. Меѓутоа, битно е ние да отидеме на протести и што е битно? Да ни се загади воздухот. Слушна во Кина што се продава, што е сега најпродавано? Свеж канадски воздух. Не го виде тоа? Не. Боци со свеж канадски воздух, мајсторе канистери, со газ маска, она и си дишат кинезите. А некој мора да профитира од ова, не знам како. Ја им препорачам, бидејќи возам велосипед, да, женски велосипед возам, им препорачав маски со карбон филтер за частичките. Не е проблем кислородот, проблем е прашината, значи не е проблем воздухот, туку она што го има во воздухот. Има маски кои се $3-4 за активни, ти стигнува и возиш со Дарт тоа. Вейдер. Па, не е баш Дарт Вейдер, повеќе е Бейн. А, Бетмен. Да, многу е таква фраерска. Мека Нисам ги гума видел, е... И окей, ја ја користам дури кога пешачам низ градов. Кинезите ги гледат, со хируршки маски се движат, они Види, потполно. за Скопје скружи една легенда дека неколку згради, блокови, нели што се направени Порта Влаја, таму како Да. иде градски зид и И не знам која... зградите на у капиште зградата го блокирала чистиот воздух Чистиот од водно, воздух. да. И тренд доживе у таа зграда, вика изгледа од едната страна не се дише, од другата исто. Мораме да прекинеме. Така е. Ајде ми гранде финале. Замисли да ги срушат тие згради, некој да предложи еве за Скопје, ќе ги срушиме зградите, ќе ви направиме на друго место, ќе го растргнат и за тоа, мислам. Не знаеш денеска со што можеш да му угодиш на оној незадоволниот по секоја цена, но грото од народот ја мислам дека ја сваќа разликата, дека порано живеевме стварно многу победно. Скопје навечер изгледаше на темна паланка. А беше 10 главен сат, град, мртв. 10 сат. И тоа темни улици, да нема у центарот што имаше да се осветли оној едноличен плоштад калдрмата. Супер, јас сум Многу носталгичен. убаво, све каже. Сега заслужив ли некоја споредна улога, некој шанкер бе нешто? Што би сакал да играш? Шанкер Кај да се би. гледаш себе си? Шанкер, онака да бидам газда у кафана, дебел газда онаков, мрсен, залижен и онака конобарките да ги закача, да ги фаќа и онака за да крај мрси. ќе ти дадам едно гранде финале, од прилика вака. И онака да им вика, и кој ќе дојде тоа, кај си женските бе? Значи запамти го муабетов, еве се надевам и Дејан ќе гледа. Македонскиот народен театар има една идеја да направи ревајвал на една своја голема хит представа која промовираше голем број на млади актери, тоа е Буре Барут. Бидејќи Дејан Дуковски е запослен како драматург во Македонскиот народен театар, тоа е исто еден потек кој неќа да го испочитуваат другите. Човекот немаше работно место од многу долги години, значи заслужуваше било какво, нели, светски познат. И сега Буре Барут ќе го правиме, Јанко, ти ветувам дека ќе го играш конобарот во Буре Барут во првата сцена што ги носи пивата на Чичко Димитрие и на Ангеле. Еве вака, ќе се борам за ова, кај тој што ќе ја режира, ќе му кажам бидејќи, само да најавам. Кажи све Таа што представа треба. треба да биде направена со балкански звезди. Значи, ако го донесем еден Сергеј Трифуновиќ да игра во таа представа, ако го донесем еден Курбаша да игра, Џамбазов да го вратиме во театар, Браво. јас да се вратам нели нормално во таа представа. Тори, се шегувам. Фала ти, сигурно има Мајсторе, многу заслужни од Мајсторе, мене. значи А, ти си мораме да нашата прекинеме. звезда. Ти само знаеш што ќе треба, што би рекол Јони Саја, а од драмски театар, дулјбијата ќе треба да ја земат да те видат на сцена дека играш. Маро, кога идал да гледа представа у драмски, пошто све високи, нели, Гоце, Ванчо, Дади, ово и викал, Да. Маро, земи ја дулјбијата. Врати го и Ристо Гуговски. Не, брат, дискрапанца има огромна. Треба до тука да се гледа, надвор. Само нозете како на као and chicken. Тоа беше се за вечерва, драги мои, лека ноќ и пријатно. А, уживо сме.